Собранието вчера со 70 гласа за и ниту еден против и воздржан го изгласа предлог законот за зголемување на минималната плата, со кој официјално треба да почне исплатата на минимална плата во износ од 12.000 денари. За збор беа пријавени повеќе од 30 на пратеници, а расправата помина во меѓусебни обвинувања на владеачкото мнозинство и на опозицијата, пошто опозицијата реши да го поддржи законот и да гласа за истиот. За време на расправата пратениците на ВМРО-ДПМН нагласија дека предлог законот за зголемување на минимална плата нема да го подобри стандардот на граѓаните, ниту ќе ја раздвижи економијата. Според нив, предлогот на владата е предизборна популистичка мерка, од која граѓаните нема да имаат добробит на долг рок. Владеачкото парламентарно мнозинство пак тврдеше дека минималната плата од 12.000 денари не е предизборна мерка, туку закон од социјален карактер кој ќе повлече и пораст на просечната плата, животниот стандард на граѓаните, а со тоа и на целокупната економија. Зголемувањето на минималната плата се однесува на сите работници, односно таа ќе треба да биде исплатена и за вработените во кожарската, текстилната и во индустријата за обувки, а за таа цел месечно од државната каса за субвенционирање на предпријатијата ќе се одвојуваат по 1,5 милиони евра. Како ќе се врши субвенционирањето? Кои се критериумите кои треба да ги исполнат фирмите за да добиваат субвенции за плата? И дали ќе можат да продолжат да исплаќаат истата плата по завршувањето на субвенционирањето? Се дел од прашањата кои остануваат отворени. Додека предлог законот беше во собраниска процедура, реагираа и работодавачите и синдикалците. Синдикалците велат дека овој текст воопшто не гарантирал дека сите работници ќе ги добијат ветените 200 евра. Според законот сумата ќе ја добиваат само работниците кои ќе остварат норма, која пак ја утврдува работодавачот по субјективни критериуми, кои може да ги менува секој месец. И од Министерството за труд и социјална политика како предлагачи на овој закон појаснија дека ќе спроведуваат контроли дали газдите ќе ја исплаќаат минималната плата, поради тоа што учинокот кој стои во законот како услов за исплата на минималната плата е дискутабилен и може да има злоупотреби.